Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Пред да започнам со пресконференцијата, би повикал да погледнеме видео едно од вчерашната дебата на телевизија 24. Господине Петров, дали користите медиумска промоција за фондот на иновации, но не на социјалните мрежи, туку преку медиумите интернет порталите? За 5 години фонд на иновации има, мислам, банери на 5 портали. Тоа е конкретно од оваа рамковна спогодба, така? Значи дизајните се од рамковната спогодба, да. А со кои пари се платени рекламите на тие 5 портали? Со буџетски средства на фондот за иновации. Дали знаете дека на 24-та седница на влада, кога вие се уште не бевте во политиката, на 22 август 2017 година е донесен мораториум и забрана за рекламирање на институциите во медиумите. Тука се вклучени и веб порталите. Дали сте свесен дека со ова што сте направиле кривично дело? Во ред, ако сум направил кривично дело, извине, меѓутоа се работи за промоција на активностите за 5 години на фондот. Почитувани граѓани, почитувана јавност, како што можевте и самите видите, подпредседателот на СДСМ и директор на Фондот за иновации, јавно, без грам совест, дрско и без срам, најважно, без ничија присила, призна дека свесно сторил кривично дело и при тоа причинил материјална штета на институцијата што ја води во случајов Фондот за иновации. Уште побезобразно, признавајќи дека направил кривично дело, јавно на телевизија им порача на граѓаните, но и на сите останати, само извинете ако сум направил кривично дело. Замислете секој криминалец во држава што извршил кривично дело, да се извини само на јавноста и на судот и да биде ослободен од одговорност. Но, она што е суштинско и поважно, Коста Петров сепак трошел од парите на граѓаните за маркетинг услуги и тоа ги трошел преку агенциите кои го добија тендерот. Коста Петров противзаконски плаќал реклами со буџетски пари на граѓаните, на медиуми и со тоа го прекршил членот 353В став 2, односно став 3 и причинил со своето несовесно работење материјална штета во институцијата која што ја води во моментов. Токму владата на СДСМ го смени законот 102 од законот за АВМУ, со што државните институции, сите оние кои што користат буџетски средства, да не смеат по ниеден основ да се рекламираат во медиумите. Ова е законот кој што го прекршил Коста Петров како директор на Фондот за иновации, а при тоа треба да одговара според членот 353В од Кривичниот законник на Република Македонија. Ова, имено, само да знае, значи од половина до 5 години затвор, односно од 1 до 10 години затвор во зависност од висината на штетата. Сепак, како што рековме и претходно, Коста Петров преку советникот од СДСМ Бојан Ивановиќ трошел пари кои што се на граѓаните. Значи, директорот СДСМ сепак давал пари за маркетинг преку фирма на советник исто така од СДСМ. Почитувани, Коста Петров да одговори колку пари се потрошени за рекламирање и каде, односно колку пари тој потрошил за рекламирање и каде. Зоран Заев да одговори дали побарал веќе оставка од својот подпредседател и директор и кога планира побара оставка за свесното признаено кривично дело кое што го извршил. Дали јавното обвинителство и антикорупцијската комисија се уште ќе се прават и глуви и слепи на криминалот на СДСМ, кој што сите знаеме дека е аминуван токму од Зоран Заев. Фондот за иновации стана златна кокошка за СДСМ и за нивните функционери. Од проекти, единствен и главен проект на оваа влада е правење и создавање криминална држава преку која што крадат и пустошат се живо. За крај, сакам да и најавам на јавноста дека ВМРО ДПМН во текот на неделата ќе поднесе соодветна кривична пријава против директорот за извршен кривичен престап и очекуваме брзо расчистување на случајот, односно сносување на одговорност, бидејќи имавме јавно признание на национален сервис. Благодарам.